Добра вечер, јас сум Лилјана Митрова, а вие го следите Дневникот на КТВ телевизија, во прилог на станите кои го одбележаа денот. Одбележани 123 години од смртта на најголемиот македонец. Во основното општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци на свечен начин одбележан патрониот празник на училиштето. Денес го одбележуваме празникот на нашето училиште, посветен на ликот и делото на Гоце Делчев. Не само како револуционер, туку и како просветител и учител по дух и мисија. Иако најчесто го паметиме како борец за слобода, важно е да се подсетиме дека Гоце Делчев бил длабоко свесен за силата на образованието. Тој верувал дека вистинската слобода не се постигнува само со оружје, туку и со знаење. Во неговото дејствување, улогата на учителот била света. Учителот не е само пренесувач на факти, туку градител на личности, будител на свеста и водич кон подобра иднина. Токму такви учители ни се потребни и денес. Наставници кои ќе ги инспирираат учениците да размислуваат, да создаваат и да веруваат во сопствените можности. Драги наставници, во вас се огледува токму тој идеал. Вие сте продолжувачи на мисијата на Гоце Делчев. Да се просветлува, да се поттикнува и да се гради иднина преку младите генерации. Вашата работа има трајна вредност. Затоа што влијанието што го имате врз учениците останува за секогаш. Драги ученици, учењето не е само обврска, тоа е привилегија и моќ. Преку знаењето вие станувате послободни, посилни и поспремни да се соочите со предизвиците на животот. Следете го примерот на нашиот патрон. Бидете љубопитни, храбри и посветени. Нека ликот на Гоце Делчев ни биде водилка во нашата заедничка мисија, да создаваме образовани, одговорни и хумани генерации. Нека ни е честит патрониот празник. Да е за многу години овој наш вековит празник на нашиот патрон, големиот идеолог на македонштината, нашиот Гоце Делчев. Ова школата во која јас ги започнав моите први образовни чекори, искрено ми буди многу емоции. 5-та година поред, председател на совет, 5-то излагање пред вас овде зад микрофонот, искрено многу емоции. Меѓутоа, кога школата и образованието во еден град и во една локална заедница одат во насока и траекторија во која нашите жители на општина Кавадарци се гордеат, сметам дека нашата општина оди во прав правец, а нашата основна водилка и визија е да ствараме здрави генерации кои ќе вложуваат во своето образование, генерации кои ќе бидат белег на нашето Кавадарци, генерации кои ќе бидат наши амбасадори како во нашата држава, така и надвор од границите на нашата држава. Несомнено, вложувањето во нашиот образовен процес во нашите 7 основни општински училишта и во 3 средни општински училишта покажа дека општина Кавадарци и локалната самоуправа во изминатиот период несебично активно се заложија заедно со менаџерите да општина Кавадарци стане расадник, да биде препознаена во нашата држава, а воедно на нашите најбитни, на нашите ученици да му го вградиме нивната идеја, тоа е дека образованието е нешто кое никој не може да му го земе, образованието е нешто за кое треба да се бори и образованието е нешто за тоа кое утре тие кои ќе застанат да ја водат и да живеат и да градат за оваа држава ќе ги направи да бидат горди, а воедно една ден сите ќе не паметат по делата, а тие кои ќе дојдат после нас верувам дека ќе бидат уште подобри од нас. Во тој правец општина Кавадарци заедно со градоначалникот Митко Јанчев несебично се вложуваме во функционирање на самиот образовен циклус. Во 7-те основни општински училишта прилично се вложи во изминатите 8 години, односно трет мандат на градоначалникот Јанчев, Советот на општина Кавадарци под раководство заедно на сите советници, каде што морам да ви признаам дека кога е во прашање образованието нема политичка делба, образованието е заедничка работа, образованието не е привилегија на политичка партија, образованието не е привилегија на советник. Тоа е заедничка задача, тоа е заеднички аманет заради кој сме избрани токму од вас да биде за вас. Во тој правец Советот на општина Кавадарци и градоначалникот пред 2 години на менторите на нашите образовни ученици заедно со учениците вложивме да еден дел од општинскиот буџет се издвојува, тоа е сума од околу 1,5 милион денари,
во наредниот период во тек и исплата на тие средства за 2025 година. Тоа што можам да ви ветаме дека во учебната 2027 година во разговор со градоначалникот тие средства ќе бидат во уште поголема вредност, односно 6.000 денари до сега за менторот, 3.000 денари за ученикот кој ќе освои државна или меѓународна награда. Во наредната 27 година таа вредност ќе оде уште поголема. Јас денес стојам на прагот на ново поглавје во мојот живот. Со целото знаење и сите ваши животни лекции кои ми ги дадовте, ме обврзувате да продолжам по патот кој ми го покажавте. Да продолжам мотивирано да ги следам своите цели со уште поголема посветеност. Со сите наши соништа, секој од нас ќе има свој пат и своја приказна, но сите ние ќе се трудиме да го дадеме најдоброто од нас, бидејќи вие така не научивте. Во мојата биографија, за мене, со гордост вие ќе бидете за секогаш запишани како основното училиште кое за мене ги втемели основите и во образованието и во животот. Денес, со особена гордост, можам да кажам дека сум првенец на мојата генерација, најдобар од сите, но вистинскиот врв не е оној на кој што стоиш денес, туку оној кон кој продолжуваш да се искачуваш утре. Прифаќањето на оваа награда значи многу повеќе од една обична диплома. Го означува цел труд, посветеност и напор кој што сме го вложиле сите, но и поддршката од моето семејство и сите наставници. Сакам да кажам дека ми е чест што можам да ја делам оваа награда со некој кој го сака учењето исто колку и јас. Исто така им благодарам на моите соученици со кои заедно ги поминав овие години, споделувајќи знаење, искуства и убави моменти. Заедно испишавме една убава приказна исполнета со пријателство, смеа и незаборавни спомени. Патрониот празник одбележан и во основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготина. Свеченоста беше потсетник дека треба да ги продолжиме делата и идеите на големиот син на македонскиот народ. На денот кога се навршуваат 123 години од загинувањето на македонскиот револуционер и борец за слобода Гоце Делчев, градоначалничката на општина Неготино Марија Нацева присуствуваше на одбележувањето на патрониот празник на општинското основно училиште Гоце Делчев во Неготино. Свеченостите започнаа со положување на свежо цвеќе на спомен бистата на патронот на училиштето. Нацева во незиното обраќање го истакна значењето на еден од најголемите синови на Македонија, на визионерот, организаторот и предводникот на македонското национално движење, на херојот кој загина на 4 мај 1903 година, Гоце Делчев, при тоа потенцирајќи ја нашата обврска да го продолжиме неговото дело и идеи кои водат кон развој и подобро утре. Општина Неготино секогаш излегувала во пресред на барањата на образовните установи, меѓу кои општинското основно училиште Гоце Делчев, а се реализира и финансиска поддршка за стимулирање на наставниците и учениците. Па така, во пресред на учебната година за секој прваче му се доделува ваучер од 3000 денари. Наставниците и учениците кои освоиле први, втори и трети места на државни и меѓународни надпревари се наградени со ваучери од 5, 4 и 3000 денари, а исто така обезбедена и парична награда за ученикот на генерацијата. На прославата свој обраќање имаше и директорката на училиштето Елена Стојанова, која се осврна на постигнувањата на оваа образовна установа, а потоа следуваше и подготвената културно-уметничка програма. Основното општинско училиште Пере Тошев од Росоман го одбележа патрониот празник. На свечен начин беа одбележани 114 години од смртта на големиот македонски револуционер. Денес по повод 4 мај, патрониот празник на општинското основно училиште Пере Тошев од Росоман, на спомен бистата во училиштето кое го носи неговото име, беше положено свежо цвеќе во негова чест. Пере Тошев е една од значајните личности во македонската историја, револуционер и борец за слобода, кој целиот свој живот го посветил на идејата за самостојност и достоинство на македонскиот народ. Со оддавање почит кон неговото дело, росоманчани ја негуваат историската меморија и ги пренесуваат вредностите на пожртвуваност, храброст и љубов кон татковината,
на идните генерации. Општина Кавадарци води грижа за дивоградбите кои се наоѓаат надвор од градските средини. Градоначалникот Митко Јанчев напомена дека очекува да се направи закон за понизок ранг на урбанизација со што би се решил овој проблем. Ние се грижиме и за оние кои што побарале од нас петиција и вие поминавте еден заклучок на Совет во делот на дивоградби кои што се надвор од градските средини, надвор од урбанистички планови, а се во атар на некакво село, во атар на некаква населба. Имавме минатата недела состанок кај министерот за транспорт, заедно со заменик министер за правда. Јас пак ќе потенцирам, не ги охрабрувам тие што изградиле дивоградби дека се во право и дека треба да се градат дивоградби. На две точки се разговараше и немам зошто да ги кријам, значи и министерот за транспорт и премиерот и заменик министер за правда имаат расположение да се најде начин да овие лужи не ги оштетиме, односно да не направиме дополнителен трошок со рушење или со одзимање на имотот како што е сега законот, задолжително се одзима дивоградба по кривишно дело. Напротив, да изнајдеме начин, оние кои што се вклупуваат и се на земјиште собствено, и не се во заштитна зона, не се во заштитен појас, не се во културно наследство, да се најде начин да кривичната постапка заврши, како што нормално судските органи ќе си ја завршат, да не оде со одзимање на имотот, пошто тоа е узелот одзимање на имот, кога немаш имотен лист, ниту па државата може да го легализира. И втора тема што е разговарено, да се направи закон за понизок ранг на урбанизација. Што значи тоа? Тоа значи, сега ние ако носиме урбанистички план за центар, или урбанистички план за задруга, или било каде, тоа е на највисоко ниво и го носиш 4-5 годинен план, што не е и окей тоа. Понизок ранг на урбанизација, таму кај што нема урбанистички планови, а е во атар на село, во атар на населба, во атар на туристичко место, да се оде со побрза, пониска документација која што може секој еден да заврши за месец-два. А при тоа да си плате комунали и да се изграде согласно законските регулативи кои што се на делот на урбанизмот. Се грижиме и за таа работа и нема да ги оставиме луѓето на цедило, затоа што најголемиот проблем е кога ќе ви каже некој Европска унија, тоа не го дозволува. Ама ние не може да се равниме со Европска унија. Европјаните или германците, тие немат ништо. Тие се посиромашни од нас. Живеат 70% под кирија, нема село, нема викендица, нема баба, нема дето. И сега нас, како не сваќаме дека таму е друг ментален склоп, друг систем на работа. Кај нас секој еден потекнува од некаде. Секој еден има викендички. Секој еден има у село занимација. И сега, ако тоа могу го скратиме на нашите граѓани, да не може да одат по селата, што правим пат тој за селото? Не знам зашто го правим. Што носиме вода? Не знам зашто носиме вода. Дај тогаш да ги ускратиме тие работи и нека одат нашите за викенд у Грција или у Бугарија или у Србија. Значи, нашиот ментален склоп на живење е дека секој сака да се поседува свое. Тоа не е ментален склоп. Под кирија кој живее во Кавадарци? 0,1%. А не 17% распроти Германија, или Австрија, или Италија. Дивоградбите во град и дивоградбите ќе имаме урбанистички планови. Кај нас се на минимално ниво, малте не, ги нема. Ги нема. Ние немаме дивоградба зграда, немаме дивоградба куќа да правиме во последни 8 години во град, во приградска средина. Немаме такво нешто. Немаме, што некој направил терасички. Мислам, минимални работи кои што се у рамки на некакви минимални поставки. Модернизација на комуналната инфраструктура во село Сопот. Се реконструира главната водоводна линија. Проект вреден 37 милиони денари. Продолжува реконструкцијата на главната водоводна линија во село Сопот, со вкупна должина од 4900 метри, со вградување на дуктилни цевки со профил ФИ-100.
Вкупната вредност на проектот изнесува 37 милиони денари, средства обезбедени од Министерството за транспорт. Со оваа реконструкција ќе се овозможи подобро и постабилно водоснабдување за жителите на село Сопот, зголемена сигурност на системот, намалување на загубите на вода и модернизација на комуналната инфраструктура. Завршна фаза од реконструкцијата на градскиот базен во Кавадарци. Се монтираат плочките и се врши партерно уредување на просторот околу базенот. Градежните активности на градскиот базен во Кавадарци продолжуваат со засилено темпо. Во оваа фаза работите влегоа во завршната етапа, а во тек е монтажата на плочките, како и партерно уредување на просторот околу базенот. Со секој изминат ден, базенот го добива својот нов, модерен изглед, кој ќе овозможи пријатен престој за сите посетители. Наскоро, граѓаните ќе добијат современ и функционален простор за одмор, рекреација и забава за сите генерации. Изјава на премиерот Мицкоски по повод 123 години од смртта на Гоце Делчев. Според македонскиот премиер, неговите идеали, дела и борба за самостојна Македонија ќе останат вечни. Од името на владата, вечен помин на жртвата на великанот, македонскиот јунак Гоце Делчев. И на тој начин само сакаме да покажеме дека како влада ќе сториме се за да неговите идеали, неговата борба за самостојна Македонија, за македонскиот народ, но и за сите граѓани кои што живеат во Македонија остане вечна, да се сеќаваме на неговиот лик и дело и на тој начин тој лик и дело да биде пренесен на генерациите кои што доаѓаат по нас, бидејќи вредностите во кои што верувал наш титан и великан Гоце Делчев, за жал денеска некои земји членки на Европската Унија се уште не ги почитуваат, не само што не ги почитуваат, туку и не ги спроведуваат. Тој бил пред времето и како таков оставил неизбришлива трага во македонската историја и македонскиот идентитет. Нека му е вечен поменот и секоја година на овој ден и идните влади да ја продолжат оваа традиција да одбележуваат вечен помен на ликот и делото на Гоце Делчев. Според Венко Филипче, името на Гоце Делчев се злоупотребува од ВМРО. Лидерот на опозицијата истакна дека Гоце Делчев би се срамел од Мицкоски и би се борел против криминалната ВМРО ОКГ. Денес ја одбележуваме годишнината од смртта на Гоце Делчев, најголемиот македонски револуционер, човекот кој што се бореше за слобода, правда и рамноправност на сите. За жал денес неговото име се злоупотребува од страна на ВМРО организација, која се представува како негов наследник, а всушност е само една криминална група предводена од шефот на мафијата Христијан Мицкоски. Гоце Делчев се бореше против неправда и тугинска власт. Денешното ВМРО се бори за тендери, заштита на криминалци и за бугарски пасоши во џебовите. Гоце Делчев се бореше за слободна и праведна Македонија. Денешното ВМРО ја претвори државата во плен, а граѓаните заложници, а својата корупција и власт. Ако Гоце Делчев денес беше жив, би се срамел од оние што се повикуваат на неговото име, додека уништуваат се за што тој се бореше. Тој лично би се борел против Мицкоски, против оваа денешна криминална група ВМРО и се она што тие го представуваат. Ние, од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ја чествуваме годишнината од смртта на великанот Гоце Делчев со длабока почит кон неговата идеја слободна и праведна Македонија. По чест на борбата на Гоце Делчев, на граѓаните им порачуваме. Наскоро доаѓа времето на правда и одговорност и некои подобри времења и идеали за кои се бореше Гоце Делчев. Продолжуваме заедно во својата заедничка борба, заедно
сограѓаните, за враќање на власта во рацете на народот, за демократска и европска Македонија, праведна и слободна земја, таква каква сакаше Гоце Делчев. Винскиот музеј за регион Тиквеш-Кавадарци со турбо посетеност во месец април. Во минатиот месец музејот го посетиле околу 600 посетители, од кои 230 биле странски гости. Во текот на месец април, Вински музеј за регион Тиквеш-Кавадарци забележа значителна посетеност и голем интерес од јавноста. Околу 600 посетители го посетија музејот, од кои 230 се странски гости. Овие бројки представуваат јасен показател за препознаената вредност на музејот како културна и туристичка дестинација. Вински музеј продолжува со својата мисија за промоција на винскиот туризам и останува отворен за сите добронамерници и во наредниот период. Државно првенство во кошарка за девојчиња од основните училишта. Неготино беше домаќин на ова првенство, а покрај домашната екипа од основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино учествуваа и екипи од Штип, Битола и Скопје. Чест и задоволство ми е што нашето училиште е домаќин на државниот надпревар во кошарка женски. Денес овде не се собравме само за да победиме, туку да го прославиме спортскиот дух, тимската работа и ферплејот. Спортот не учи на упорност, дисциплина и почит, вредности што се важни и надвор од теренот. Секој од овде присутните тимови е веќе победник со самиот пласман на овој надпревар. Ви посакувам фер и возбудливи надпревари, многу успешни поени и незаборавни моменти. Нека победи најдобриот, а сите заедно да покажеме дека спортот обединува. Навистина чувствувам посебна емоција што сум токму денеска овде во Неготино, каде што се организира државното првенство во кошарка за девојки во основни училишта, особено затоа што јас сум поранешна кошаркарка, моите почетоци во кошарката ги започнав токму овде. Благодарам. Се чувствувам привилегирано и посебно убаво што сум денеска овде со повеќе дами, успешни жени, започнувајќи од градоначалничката на општина Неготино, директорката на основното училиште која е задолжена за овој прекрасен настан, драга Сузана, јас како претседател на Федерација на училишен спорт, уште еднаш покажавме и докажавме дека жените навистина можеме да бидеме добри организатори, а со ваков настан денеска и тоа го покажуваме и докажуваме. На вас, драги учеснички, кошаркарки, ви посакувам одличен ден, одличен надпреварувачки ден, со вас да понесете навистина убави спомени и нека победи подобриот. Денес сме овде да го отвориме и да го проследиме надпреварите од државното првенство во кошарка за девојчиња, организирано од најмасовната спортска организација во земјава, Федерацијата за училишен спорт на Република Македонија и ангажманот на претседателката на Федерацијата Елена Мицковска. Станува збор за спортски настан кој што се одржува за прв пат во Неготино, а воедно и основното општинско училиште Страшо Пинџур за прв пат учествува на ова државно првенство под менторство на професорката по физичко и здравствено образование Сузана Андонова. Ми представува особено задоволство што ова првенство е посветено на девојчињата, на идните шампионки кои што со својата упорност и талент континуирано ги надградуваат своите кошаркарски знаења, ја рушат секоја предрасуда и покажуваат дека спортот е поле на еднакви можности. Драги учеснички на ова државно првенство, запомнете дека резултатите се важни, но уште позначајно е вашето учество во играта, да се подржувате меѓусебно и покрај присуството на спортскиот дух да градите пријателства кои што ќе траат и надвор од теренот. Благодарност исто така и до директорката, до наставниците за нивната посветеност да ги инспирираат младите, да веруваат во себе, на родителите честитки за поддршката и охрабрувањето на нивните деца, да спортуваат, особено поради тоа што спортот, меѓу другото, е основа за унапредување на здравствената состојба и игра важна улога при обезбедување на здрав и квалитетен живот на младата популација. Како градоначалничка на општина Неготино, со гордост
го прогласувам со отворено државното првенство во кошарка за основните училишта за девојчиња, турнир на кој што ќе настапат екипи од Скопје, Битола, Штип и градот домакин Неготино. Ви посакувам многу радост, спортски дух и незаборавни моменти. Продолжуваме со вести од спортот. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев со соопштение до јавноста за состојбите со градскиот фудбалски клуб Тиквеш. Јанчев се оградува и го осудува нападот кон Фудбалската федерација на Македонија со тврдење дека ниту една политичка партија нема влијание врз ФФМ и градскиот фудбалски клуб Тиквеш. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, како доминантен сопственик на градскиот фудбалски клуб Тиквеш, денеска излезе со соопштение до јавноста за состојбите во градскиот фудбалски клуб Тиквеш и нападите упатени кон Фудбалската федерација на Македонија. Соопштението ви го презентираме во целост. Цитирам: како градоначалник на општина Кавадарци, која е доминантен сопственик на градскиот фудбалски клуб Тиквеш, во изминатите години клубот го водиме кон успех кој се издвојува преку влегување во првата македонска лига, опстанок во истата, излегување во Европска лига, како и враќањето на спортскиот фудбалски дух во нашето Кавадарци. Како градоначалник и доминантен сопственик на клубот, се оградувам и најостро го осудувам нападот кон Фудбалската федерација на Македонија и најодговорно и професионално тврдам дека ниту една политичка партија, ниту пак функционер досега нема никакво влијание во работењето на Фудбалската федерација на Македонија и спортските клубови, односно градскиот фудбалски клуб Тиквеш 1930 Кавадарци. Помеѓу ФФМ, ГФК Тиквеш и Митко Јанчев има одлични релации и соработка како во професионалниот дел, така и во подигањето на спортската култура во градот и младинските категории. Досега заедно со председателот на Фудбалската федерација на Македонија, господинот Масер Омерагич, не сме имале никакви недоразбирања, туку секогаш сме действувале исклучиво во интерес на фудбалот. Се оградуваме и ги осудуваме сите навреди упатени кон ФФМ и кон клубот од страна на поединци кои што се дел од фудбалските клубови во првата македонска фудбалска лига. Како доминантен сопственик, заедно со останатите акционери, ќе разгледаме потребата и можноста за промени како во стручниот штаб, така и во самата управа на клубот. Познати по нашата спортска транспарентност, квалитет и успешност пред се, пред својата кавадаречка публика, представувајќи ги боите на градскиот фудбалски клуб Тиквеш, ќе продолжиме со крената глава кон нови спортски успеси, честно и поштено. Завршен цитат. Во рамките на седмото коло од плейофот од машката ракометна Суперлига се одигра само еден дуел во кој Бутел минимално со 21-20 во битката за котата број 5 на табелата го совлада градскиот ракометен клуб Тиквеш. Во големото дерби на ова коло, во четврток, Скопски Вардар ќе го пречека Битолски Пелисте. И третиот надпревар од плейоф сегментот е соевидно дерби помеѓу Алкалуид и Охрид, кој ќе се одигра утре. Овие средби се пролонгирани заради еврообврските на нашите клубови. Да подсетиме дека екипата на Охрид се пласираше во финалето од ЕХФ купот, откако на пенали го совлада словенечко Целје, а во финалето ќе се сретне со унгарска Татабања, во чии редови настапува Филип Талески. Во плејаут сегментот, Радови загуби од тимот на Еврофарм Пелистер 2 со 23-38, а Струга на домашен терен беше поразена од тимот на Пролет со 27-29. Куманово загуби од Прилеп со 25-28, иако во најмала рака беше рамноправен противник. Во првата македонска фудбалска лига се одиграа средбите од 30-тото коло, кое донесе многу неизвестни дуели. Шкупи очекувано загуби од тимот на Македонија Ѓорче Петров со 0-4. Во дербито на колото во Кратово Силекци Шкендија ги поделија бодовите играјки 1-1. Во директната пресметка за опстанок Работнички го нагости Пелистер и одиграа 3-3,
а Вардар славеше на гостувањето кај Башкими со 0-2. Струга киксираше во дуелот со Струмичка Брера, која славеше со 0-1, а во Кавадарци Тиквеш со играч помалку успеа да излече бод против екипата на Арсими. Во 17-та минута по еден невнимателен старт, Фоде Камара заработи директен црвен картон. Со играч помалку, Тиквеш прв дојде во водство, но Арсими брзо израмни. До крајот двете екипи имаа своји шанси за победа, но резултатот остана непроменет 1-1. Во втората македонска фудбалска лига се одиграа средбите од 27-то коло, во кое горе-доле се постигнаа очекуваните резултати. Скопје во дербито на колото со 1-0 го совлада директниот конкурент за самиот врв, екипата на Охрид. Во останатите средби се постигнаа следниве резултати. Големо Конјари Преспа 0-1, победа Тетекс 0-3, Беласица Брегалница 0-1, Слогавиница Новаци 0-2, Шкендија Рачиново Вардар Неготино 8-2, Осогово Кожув 0-1 и Детонит Саса 0-0. Во третата македонска фудбалска лига група Југ на програмата беа средбите од 24-то коло, во кое Млекар го декласираше Росоман со 7-0, Питу Гули Венец 3-2, Бучин Влазними Јуниор 1-6, Младост Тополка 3-0 и Превалец Ултрас 2-0. Во кошаркарското првенство на Македонија се одигра и последното коло од кошаркарскиот плейоф и плейаут. Во петото коло од плейаутот гостивар убедливо го совлада Чаир со 107-72 и со оваа победа се прости од кошаркарската елита. Феникс загуби дома од Куманово со 92-98 и со пораз се пресели во втората лига. Работнички Рутински го совлада тимот на Ангели со 99-84 и обезбеди место во елитата и следната сезона. Во плейоф сегментот, екипата на Тиквеш Голден Игл гостуваше во Битола ке Пелистер, каде беше поразена со 193. МЗТ очекувано славеше на гостувањето кај Маџари со 81-91, а во последниот плейоф надпревар во Гевгелија, Кожув го совлада лидерот ТФТ со 91-79. Од денеска стартуваат полуфиналните дуели. ТФТ Маџари и МЗТ Пелистер, а екипата на ТФТ продолжува и со евро настапите, бидејќи ја чека баражнат преварот за пласман во АБА лигата против екипата на Борац од Чачак. Кај девојките се одигра првите два финални надпревари помеѓу Крива Паланка и Бадел. Во првиот славеше Паланка со 81-64, а и во вториот истиот тим ја искористи предноста на домашниот терен и победи со 88-76. Третиот надпревар ќе се игра на теренот на Бадел, кој ќе се обиде со победа да остане во финалната серија. Почитувани, продолжуваме со временската прогноза. Сончево и топло, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи од 5 до 27 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.